Цивил медија. 5 август 2019 година. Вест на денот. ДКСК отвара предмет за Рашковски. Државната комисија за спречување на корупција на денешната седница соопшти дека отвара предмет за јавната набавка на инсталација на АТМ системот за управување со воздушниот сообраќај и залогата во оваа набавка на генералниот секретар на владата Драги Рашковски. Антикорупцијска ќе испитува и дивоградбата кај чинерот во Охрид, кој е во сопственост на советникот на ДУИ во Охрид Нефи Усеини. Македонија со најниска просечна плата во регионот. Највисоката просечна плата во регионот за мај оваа година е исплатена во Словенија и изнесува 1113 евра, додека најниската во Македонија изнесува 413 евра. Квотите за лековите најпрвен ќе се укинат во туристичките места, најави министерот за здравство. Од овој месец се укинуваат квотите за лекови на рецепт во аптеките во регионите на туристичките места Охрид, Струга, Дојран, околината на Гевгелија и регионот на Ресен. Ова денеска го најави министерот за здравство Венко Филипче, кој рече дека тоа ќе важи за секој лек кој ќе биде издаден на рецепт, а сите рецепти на овие места ќе бидат реализирани од Фондот за здравствено осигурување. Тој посочи дека ова е прв чекор во насока за укинување на квотите за лекови на рецепт во сите аптеки на територијата на цела држава, што премиерот Зоран Заев го најави минатата недела, а ќе почне да важи од моментот кога согласно с динамиката на имплементирањето на контролните механизми. Фондот ќе го имплементира како мерка, односно во септември или октомври. Флеш вести. Сите политички субјекти да ги поддржат решенијата со кои се заокружуваат реформите за конечен пораст на заробената држава, за борбата против криминалот и корупцијата, за општеството во кое никој нема да биде привилегиран и амнестиран, порача премиерот Зоран Заев во обраќање до јавноста по повод последните случувања поврзани со специјалното јавно обвинителство и предлогот Законот за јавно обвинителство. Председателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски го потпиша указот за прогласување на Законот за ратификација на договорот меѓу владата на Република Северна Македонија и владата на Република Србија за воспоставување заеднички контроли на граничниот премин за меѓународен патен сообраќај Табановце – Прешево. Цивил активности. Зелени перспективи во центарот на Скопје. Тимот на Цивил Центар за слобода пред преминот Палета во Скопје го промовираше проектот Зелена иднина, кој организацијата го спроведува во соработка со Хајнрих Бел од Сараево. На инфоштандот граѓанките и граѓаните имаа можност да се информираат за зелените вредности, социјалната правда и антинационализмот преку едукативен и информативен материјал и да ги споделат своите размислувања на теми. Цивил го обновува повикот за поддршка на иницијативата Крај за расипништвото за укинување или драстично намалување на привилегиите на функционерите. Цивил денеска го обновува повикот до граѓанките и граѓаните за поддршка на иницијативата Крај за расипништвото, која во незината онлайн верзија досега е потпишале над 2500 луѓе. Можеби не сме први што зборуваат на оваа тема, но ќе бидеме последни, изјави Џабир Дерала, председател на Цивил, повторувајќи го ставот на организацијата изнесен на двата јавни настани на почетокот на летото. Организацијата на својата Facebook страница повика: споделете оваа иницијатива со своите пријателки и пријатели, разговарајте и коментирајте. Предонесот на секој поединец е од непроценлива вредност. Цивил ви благодари за поддршка. Читајте повеќе на civilmedia.mk. Цивил медија.